Почитувани гледачи, добродојдовте после подолго време во ново видео и интервју на порталот Работник. Денес разговараме со председателот на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија, господинот Ангел Димитров. Би сакал прво да почнам со ова што е најактуелно, а тоа се најавените штрајкови во царина и во УЈАП. Како ова ќе се одрази доколку се случат овие штрајкови ќе се одразат врз бизнис секторот? Па сигурно дека негативно ќе се одразат на бизнис секторот, затоа што тоа се две многу важни институции. Царината, ако дојде до блокирање на гранични премини, ќе значи прекин на сите наши деловни врски со светот, што е многу негативна работа, а од друга страна управа за јавни приходи навистина е неопходна во плаќањето на јавните давачки, што е исто така многу важно и за буџетот и за државата. Но јас сакам да кажам дека ова ситуација настана кај скоро целиот јавен сектор со енормното покачување на минималната плата повеќе од колку што покажува финансиските показатели, така да кога ние качиме минималната плата од 15-18 илјади денари, бевме свесни дека и во јавниот сектор не може да се качат платите и дека тоа ќе предизвика одредени вакви негодувања, но очигледно дека владата во тој момент мислеше дека ќе работи, ќе преговара со синдикатот, ќе донесе некоја нова методологија и на тој начин ова покачување, значи од 15 на 18 илјади, од 18 на 20, тоа е скоро 5 илјади денари кои го изгубија фактички јавниот сектор, ќе треба да се направи по планот на владата за некој период од, да речеме, 5 години. Така. Сега да се осврнеме на она што му е најболна точка на приватниот сектор. Тоа се работниците. Кажете ми, имате ли некаква проценка колку моментално работници не достигаат во приватниот сектор? Бројка? Па, таа бројка е најновите показатели се од 7 до 10 илјади луѓе и таа бројка се темели на активните барања за работа во агенциите за вработување кои ги поднесуваат работодавачите, но јас верувам дека таа бројка е и поголема, затоа што работодавачите се свесни дека во агенција за вработување не може да најдат кадар онаков како што им е потребен, така да воопшто не ни поднесуваат барања, затоа што ако вие еднаш побарате работници, не најдете, потоа знаете дека нема и втор пат и трет пат да поднесете, нема шанси да најдете таков вид на кадар како што ви е потребен. Така да реалната бројка јас верувам дека е поголема. Со оглед на тоа, како и што рековме, има недостиг на работна сила во приватниот сектор. А знаеме дека вработените и општо работниците велат дека бараат по високи плати. Колку компаниите се подготвени еве сега во овој пресуден момент кога и заменуваат се поголем број на работници надвор, колку се компаниите подготвени да ги зголемат платите за да ги задржат постојаните вработени и да привлечат нови? Тоа е нормална процедура и појава, бидејќи секој работодавач е свесен дека ако сака да ги задржи работниците, треба максимално да ги зголеми платите, но тој максимум на зголемување на платите зависи од односот на приходите и расходите што ги има во компанијата. Значи тоа не може да биде неограничено и колку што се потребите на самите работници. За жал ние имаме стопанство кое се уште со ниско ниво на доходовност, кое има вработува едноставен мануелен труд, која додатната вредност е многу помала него што е, да речеме, во компаниите во Европа. Така да јас сум сигурен дека компаниите последните 2 години веќе ги направија максимум можностите за покачување на платите. Така да речеме, во компанијата што јас ја раководам, никогаш во историјата не е било просечна плата месечна да биде толку блиска до просечна плата во Републиката. Затоа што јас сум сведок на состојбите кога и во Германија постоеја конфекции, нивната плата беше 800 марки, додека во Германија беше 1500 марки. Значи текстилот не може да дава такви големи плати колку што се барањата на работниците. Но од друга страна сме свесни и во целата преработувачка индустрија, па ево дури и во јавниот сектор работниците не се задоволни со тие плати. Така да тај расчекор помеѓу потребите на работниците и можности на компании и понатаму ќе биде присутен.
Се разбира, секоја компанија сама за себе треба да изнајде можности, начини како да излезе од оваа состојба. Така. Кога сме кај платите, како може државата најефикасно да му помогне на приватниот сектор, еве, да ги изголеми платите? Што е тоа што треба да го направи за да ви помогне? Ево вчера Комората на Северозападна Македонија имаше годишна конференција каде излегува со барање за намалување на придонесите. Една од можностите е намалување на придонесите затоа што придонесите израчунати на нето плата се движат над 50% или на секои 100 денара кои ги зема работникот се плаќаат 50 денари на државата. Од друга страна мораме да бидеме свесни дека и фондовите наши трпаат големи проблеми, особено фондот за пензиско инвалидско и фондот за здравство, бидејќи бројот на работници кои уплаќаат придонеси е се помал. Со заменувањето на младите надвор ние ќе се соочиме со уште поголеми проблеми и старењето на нацијата, така да ќе имаме се повеќе пензионери, а се помалку работници. Така од сето ова на крајот произлегува заклучок дека е неопходен увоз на работна сила од надвор, ако сакаме да одржиме нашата економија и да ги одржиме состојбите во фондовите. Инаку ќе биде навистина голем проблем за оваа држава. Така. Ја споменавте текстилната индустрија како една од индустриите со ниска додадена вредност. Кажете ми, не само за текстилната индустрија, ова се однесува и за сите други индустрии кои што не може да исплатат големи плати, имајќи го нели во предвид фактот дека има ниска додадена вредност. Дали за да ги задржат вработените и да привлечат нови би било погодно да го направат она што веќе го прават другите компании на светот, а тоа е да поведат дополнителни бенефити. Не знам, продолжен годишен одмор, скратено работно време во некои случаи, флексибилизација. Што мислите околу тоа? Како што кажав за платите, тоа се однесува и за овие додатоци и бенефиции на вработените. Значи, скратување на работно време во текстилната индустрија и во преработувачка индустрија директно ќе доведе до намалување на продуктивноста и помалку производи и услуги. Така да ние као држава желни за да се доближиме до европските стандарди, дури измисливме некои наши политики дека ако ги зголемиме платите на вработените, на тој начин ќе се зголеми продуктивноста и економијата ќе иде напред, што се покажа многу погрешно. Зголемување на платите или намалување на работното време или било какви додатоци услови кога ќе ви остане исто производство и иста продуктивност, неминовно води само кон инфлација, кон ништо друго. Пазарот е немилосрден, пазарот прифаќа реално зголемување на платите само во услови кои имате зголемување на продуктивноста. Во сите други услови кога тоа се прави нереално, значи многу повеќе од продуктивноста како што ние го направиме последните 4-5 години, тоа доведува до голема инфлација, кај што сме свесни. А инфлацијата е невидлива рака, невидлив закон и невидлив данок кој го плаќаме сите, на тој начин се доведува до таа рамнотежа. Рамнотежата што значи? Вие номинално ќе добиете поголема плата, но реално таа ќе ви вреди помалку, бидејќи помалку производи може да купите. Тоа се покажа со последното покачување на минимална плата од 18 на 20.000. Таа 18.000 беше 62% во однос на просекот кога се качи, а сега ова 20.000 е 58% од прошна плата. Значи и во однос на прошна плата таа е помала, а да не зборуваме во однос на производите кои може да се купат со таа плата. Така да единствен начин е зголемување на продуктивноста, значи инвестиции во нова опрема, во автоматски машини, за да се зголеми продуктивност, значи нивото на производство да се покачи и нивото на услуги. Само во тој начин реално може да им покачиме платите. На сите други начини ќе биде само залажување меѓу себе. Тука треба државата исто да помогне за да се инвестира во машини, во напредување на производството. Како е, еве, имате сигурно комуникација со работодавачите од другите држави, како е таму, дали државата им помага во тоа или пак самите вложуваат? Секоја држава има одредени помош за подобрување на конкурентноста на нивната економија, бидејќи зголемување на продуктивноста не е неопходно само заради овде, туку и заради конкурентноста на меѓународните пазари, бидејќи ние сме глобално село. Ни една држава веќе не може да живее сама. Така да
Во Македонија исто така постојат одредени такви мерки, као да речеме вчера ги гледав во гласите од Министерството за економија, Фондот за развој исто така одредени мерки дава, но тие се со одредени ограничувања. Прво се работи за многу малку средства, се работи најчесто за мали и микрокомпании или за средни компании, така да компаниите над 250 вработени скоро се исклучени од ваквите мерки. Ние да речеме мешовите компании кај што имаме срански капитал исто сме исклучени од таквите мерки затоа што имаме над 51% срански капитал. Иако сме македонска компанија, живееме овде плаќаме даноци, овде плаќаме плати на вработените, но ете, државата која ги правила таквите мерки, мислела дека на ваквите компании не треба да се погоди. Така да земете го примерот со струјата. Струјата имаше субвенции на струја само за граѓаните и за микромалите компании, додека сите компании кои беа на слободниот пазар во Македонија не добија ни 1% помош. Тие беа оставени сами да се снаоѓаат кога струјата беше на берзата Купекс над 500 евра за мегават час. Значи сите поголеми компании кај нас се на еден либерален пазар каде што се судрени со странската конкуренција и тие сами се снаоѓаат, државата во овој случај многу малку мислам дека и може да помогне ако ги земеме во предвид условите во кои државата се доведе со големата задолженост, особено големиот буџетски дефицит, кој сега со новите инфраструктурни проекти уште повеќе ќе расте и се плашам дека како држава ќе дојдеме во ситуација сите средства што треба да ги дадеме за помош на стопанство и граѓаните ние ќе треба да ги даваме за камати на кредитите кои ги земаме во овој период. Јас споменавме на почетокот минималната плата. Колку мислите дека пошто сега моментално минималната плата е граница која што важи за сите вработени, нели тоа е најниската минимална плата, најниската плата која што може да се исплати. Колку би било според вас добро да се направи на сектори минимална плата преку колективни договори, бидејќи да бидеме реални, не може во градежништво и во текстилна индустрија да биде иста најниската плата, при тоа да се запази да не биде како што беше претходно, нели во 2012 чинам тоа беше кога текстилните работници земаа 8000 денари, кога беше за прв пат воведена минималната плата, при тоа да се запази да не се доведеме во ситуација некој да зема многу помалку, а некој да зема повеќе. Што мислите околу? Знаете, и едната и другата мерка си имаат своји предности, така да можноста да се преку колективно преговарање воведува минимална плата на секој сектор поединечно е добра во однос на тоа што ги зема во предвид спецификите и продуктивноста на секој сектор. Но од друга страна скоро сите држави, па и една Германија да речеме воведува минимална сатница, оние викаат, значи дневница или на еден сат минимална плата за цела една држава. Дури Европската унија, Европска комисија донесе директива за минимална плата, која вели дека минимална плата во целата Европска унија треба да се движи околу 50% во однос на просечна плата, бидејќи во старт беа свесни дека не може да има една минимална плата за цела Европа, затоа што земјите членки имаат различно ниво на развиеност. Во Македонија мислам дека добро е да има една минимална плата, но ние претераме малку со висината. Ние отидовме 62% во однос на просеко, што доведе до една уравниловка. Прво доведе во тоа и во приватниот сектор да не може сите работници добро да се наградат, значи добрите работници да не земат подобра плата од послабите работници, и ние се обидуваме тоа на било кој начин да го спречиме, бидејќи тоа доведува до демотивација и до пад на продуктивноста на добрите работници. А во јавниот сектор па се доведе уште полошо, не само уравниловка, кај што 2-3 скалила на јавни службеници имаат иста плата, што исто така не е добро, дури и до, како што кажав, проблемот со порастот на платите во јавниот сектор согласно порастот на минимална плата, што е очигледно дека државата со овој буџет не може да го издржи. Така да, мислам, не е толку грев што воведовме една минимална плата, бидејќи ги изедначиме работниците и од текстилно и градежништво со другите работници, но таа требаше да биде на процедуално многу на пониско ниво, за да минималната плата си остварува својата цел, тоа значи дека минимум екзистенција за најниско платените работници, значи работници кои имаат најниско образование и кои работат наједноставен мануелен труд, а не минимална плата која ќе воведеме заштита или пораст на платите на најголемиот дел од работници.
Ненормално е во една држава да голем процент од работниците, да речеме 20%, земаат минимална плата. Минимална плата треба да земат 2-3% од вработените, другите треба да земат повисоки плати. Само така може да имаме разлика во платите која ќе одговара на разликата на нивото на образование, знаење и придонесот на работников во компанијата. Така. Имам уште едно прашање, и ова ми е многу важно. Пред некој време ја отворив темата за преквалификација. Во Македонија има некаде околу, ако се земат во предвид и другите лица што бараат работа, околу 154.000 невработени. Сега, во Германија има систем каде што државата на невработениот прво му нуди 3 месеци на доместок, му бара работа, ако не успее да му најде, му дава уште 6 месеци на доместок, но при тоа го насочува да се преквалификува. Ако не се преквалификува во тие 6 месеци, му престанува на доместокот. Сметате ли дека и нас ни треба сличен систем тука? Ова е многу важно прашање и треба навистина да се подигне на повисоко ниво. Јас мислам дека и владата е свесна за тоа, но се уште нема некој си храброст да почне такви промени. Озбилноста на прашањето произлегува тоа да ние се залажуваме дека имаме 106 или 110 илјади невработени лица, а во суштина кога отидеш во агенцијата за вработување да побараш работници нема. Или кога ќе ги повикаат корисници на социјална помош да се јават на огласите, и не се јавуваат. Факт е дека ние имаме искривена слика за тоа. Во нашата бројка за невработени влегуваат луѓе кои се иселени од Македонија, луѓе кои работат на црно, особено социјалци кои работат на црно затоа што се плашат дека ќе биде скратена социјалната помош. Се извинувам. Нема проблем. Така да и кај нас е неопходно вакви слични мерки да се воведат, што значи ако некој кој се води као социјален случај одбие да работи, тој не може социјалната помош вечно да ја држи. Бидејќи јас сум свесен дека тоа се прави особено на фамилија. Ако синот сега стане работоспособен и сака да се вработи, таткото му вели немој да се вработуваш званично, ние ќе изгубиме социјалната помош што ја земаме као фамилија. Па тој мора да работи на црно, што донесува други негативности на државата, помалку придонеси, помалку даноци и така натаму. Така да мора да го очистиме тој список на невработени, да биде реален и тогаш ќе ја знаеме реалната состојба на оваа држава. А реалната состојба е дека ни старее населението, дека немаме луѓе и дека ако сакаме да задржиме економијата на тоа ниво, ќе мора да увезуваме работници. Инаку, преквалификациите, доквалификациите се одлична работа, но за жал многу малку луѓе се јавуваат на тие огласи за доквалификација и преквалификација. Значи тие луѓе или работат на црно, или дел од нив имаат некои дипломи, да речеме, за завршено високо образование и бараат работа на таа струка, со таа диплома што ја имаат и не прифаќаат преквалификација за пониски работни места. Но мора да се расчисти точно да се знае колку луѓе се оние што чекаат работа за својата диплома, а колку се луѓе кои веќе работат на црно или луѓе кои као што има некои се задоволни од социјалната помош и не сакаат да работат. Тие не треба да бидат на списокот невработени, со што креираме лажна слика дека ете има Македонија невработени луѓе и има можности за ширење на економијата и на бизнисите. Во овој случај мислам дека недостигот на работна сила е главниот проблем за развој на оваа држава. Ви благодарам многу уште еднаш господине Димитров и се надевам во следна прилика ќе разговараме на уште позначени теми. Ви благодарам и јас мислам овие теми што ги отворивме се многу значени и јас се радувам што во ова општество почнавме да разговараме за овие прашања.